Општина Кисела Вода ги проширува бесплатните логопедски, дефектолошки и психолошки услуги и за децата од Драчево и од околните населби Пинтија, Усија и Стаклара, како одговор на зголемениот интерес и реалните потреби на семејствата. Во Домот на културата во Драчево, каде што ќе бидат сместени новите простории на Гаспар центарот, беше промовирано проширувањето на оваа услуга. Настанот се одржа во присуство на родители, деца, дефектолози и наставници од училиштата и градинките, како и стручни лица вклучени во процесот. Со оглед на тоа што веќе 1 година и половина Гаспар центарот успешно реализира вакви часови во Прибор, а интересот и бројот на корисници постојано расте, Општина Кисела Вода одлучи да ја направи услугата подостапна и за овој дел на општината, уште еднаш потврдувајќи ја својата лидерска улога како прва општина во државата што возможи ваков тип на бесплатна подршка за децата, информираат надлежните. Со ова, како што велат од општина Кисела Вода во својата објава на социјалните мрежи, ја прошируваме услугата која веќе година и половина успешно се реализира во Прибор, а од денес таа станува подостапна и за овој дел на општината. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека била отстранета дивоградба на улицата Орце Николов. Општина Центар ја урна нелегално изградената доградба на деловен објект на улицата Орце Николов број 139, која без одобрение за градење го узурпираше просторот наменет за граѓаните, истакна Герасимовски во својата објава на социјалните мрежи. Инаку, претходно неделава општина Центар исто така урна нелегална доградба кај ресторанот Мечка во Дебар Мало. Од општина Карпош информираа дека неделава општинските служби преземале конкретни активности поврзани со уличното осветлување, при што биле решени повеќе проблеми кои биле детектирани на терен. Имено, екипите биле особено активни во реонот на урбаната заедница Нерези, каде деновиве било санирано осветлувањето на дел од улицата Ванчо Мицков, а службите го довеле во исправна состојба и осветлувањето до улиците Партизанска 3, 5 и 7. Успешно беше отстранет дефектот со осветлувањето на дел од улиците Женевска и Бриселска во населбата Тафталиџе 2, а се интервенираше и на улицата Руѓер Бошковиќ во населбата Карпош 2. Стручните служби ги санираа дефектите со уличното осветлување кај тениските терени АБЦ во Карпош 1, а со истата динамика беа решени и проблемите со јавното осветлување на улицата Трифун Бановски во Карпош 3. Темелно се работеше и во населбата Криви Дол во урбаната заедница Злопуќани, каде беа санирани дефектите на електричната мрежа на осветлување на улицата Скупи 1А, информираат од општина Карпош. Оттаму посочуваат дека, бидејќи јавната чистота е еден од најважните приоритети на локалната самоуправа, оваа недела општина Карпош спровела тековна акција за расчистување на поголема дива депонија во населбата Бардовци, поточно на улицата Скупи 20. Ги отстрануваме бесправно изградените објекти, нема повеќе узурпација, порача денеска градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски. На социјалните мрежи Ѓорѓиевски сподели видео од уривање на бесправен објект во кој претходно била сместена бурехджилница. Започнавме голема акција за расчистување на бесправно изградените објекти во тесна соработка со сите скопски општини. Јавните површини им припаѓаат на граѓаните. Тротоарите, пешачките патеки и јавните простори не смеат да бидат заложници на ничи личен интерес. Повеќе нема компромис кога се во прашање узурпациите што го нарушуваат животот, движењето и безбедноста на нашите сограѓани, најавува Ѓорѓиевски. Полицијата евидентираше 2 одделни инциденти со малолетници во основни училишта на подрачјето на град Скопје. Имено на 26 ноември во 11 часот и 15 минути во хол на основно училиште во општина Ѓорче Петров бил нарушен јавниот ред и мир при физичка пресметка меѓу двајца малолетници од Скопје. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Следниот ден на 27 ноември во 15 часот во УСВР Скопје, 44 годишниот ОМ од Скопје пријавил дека на 24 ноември околу 9 часот во училница на основно училиште во Драчево неговиот малолетен син бил физички нападнат од двајца малолетници. И за овој настан се превземаат мерки за понатамошно расчистување, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно